вториот дел од утринската програма Темата на денот. Како што реков, се контактира со сите локални самоуправи, со нашите гледачи, нашите сограѓани од Истокот и наставуваме сите битни случки да ги пренесеме во Ирис телевизија. Некош ни се јават, некош не сме во можност, извинуваме, но најголемиот дел од она што е наша обврска се обидуваме да го исполниме. Ова недела е недела на детето. Вчера беше денот на учителот, наставникот. Терминот воопште не е важен. Јас милувам да кажам и даскалот, но архаичните зборови некако ни изгледат многу далечно и некако епски ако живееме денешното време. Вчера имаше една интересна случка од која што јас барем запаметив неколку работи, а тоа е дека на конкурс, на распишен конкурс на локална самоуправа од Пробиштип, 6 години се спроведува една интересна манифестација или организација на манифестација во која што наставниците меѓу себе гласаат и избираат најдобар. Сега ова терминот најдобар ќе го пообјасниме, а се ние во контекст на темата дека предизвиците на денешното време информатичката технологија не можат да го заменат човекот. Велат кибернетичарите дека во моментот кога најголемиот број од нашите потреби ќе ги замени технологијата, следниот чекор е нашите органи да ги заменува технологијата. До кој степен ќе останат луѓе? Не знам. Најголемиот број од 7 милиарди луѓе кои живеат денес на светот, тоа ќе го гледат од еден друг ракурс, во зависност од своето верување, но ќе останат барем нешто од она што ние денес го зборуваме. Како споменале, мои ваши гости утрово се најдобрата учителка, бидејќи почнуваме од дамата Сонја Даниловска и Раде Илиевски од локалната самоуправа. Добро дојдовте, добро утро. Добро утро, благодарам на поканата и на вашето гостопримство. Јас прво да започнам од организаторот, иако по нашата добра домакинска навика треба да почнеме од дамата, но да работите да ги почнеме од почеток. Пред 3 недели разговаравме овде, вие најавивте оваа манифестација, ние рековме дека ќе ја проследиме и подоцна ќе разговараме. Прво едно прашање, се разликуваше ли од минатите? Мене ми е мощно драго што веќе за само 3 недели повторно сум во ова убава утринска програма на Ирис телевизија. Како што рековте, ветивте и ветувањето си го одржавте, значи после настанот, тука сме во вашето студио да ги споделиме нашите импресии од вчерашниот настан. Како што рековте, дали е различно? Па настојуваме секоја година да биде поразлично од претходната, меѓутоа, верувајте, 6 години поред направивме една мощна и интересна и пред се, може би нескромно ќе звучи, меѓутоа единствена од ваков вид во Република Македонија, на ваков начин да се одбележува денот на учителот. Долго време размислувавме на кој начин и како да го сето тоа и осмислиме и да го изорганизираме, и се надевам дека го најдовме вистинскиот начин, затоа што интересот е доста голем. Секоја година распишуваме конкурс со однапред утврдени критериуми за избор на најдобар наставник за претходната учебна година. Некои од критериумите да ни кажете или остануваат тајна? Критериуми има преку 30 критериуми, меѓутоа знае се да личноста да е посветена на работата, да е омилена и кај учениците, да е омилена и кај колегите, да е омилена и кај родителите, да има постигнато резултати, да има самоиницијатива и низа на други критериуми по кои што се владееме. Господин Илиевски, овде имаме снимка од вчерашниот настав, на мониторот може да ја следите. И ова мислам дека е тонирање на химната. Да. Заедно со наградените наставници, како мене ми изгледа, овде градоначалникот го гледам. Па тука на едно место ги собравме, значи сите наставници од основните општински училишта и од средното општинско училиште. Мощно ми е драго што оваа година ни беа драги гости и оние од него, една од првите генерации на онаа старата учителска школа.
рековме тоа вчера, прва генерација, мислејќи погрупно, значи едно 16-17 луѓе одеднаш се запишале на таа учителска школа и од таа причина, значи, сакавме на некој начин да им искажеме една работеле таму чест. во Пробишти, па биле заедно на учителската школа. Да, сите тие биле заедно на учителската школа и сите тие имаат свој голем придонес. Во пензија се мнозинството. Тие се поодамна во Бидејќи како што знам некаде 6, 8 или 9 година е престаната учителската школа и е преименувана во Виша педагошко академија, така? Да. И значи се собираме на едно место да оддадеме почит на ова хумана професија, да барем за еден ден да ги извлечеме од училниците и нели да им го оддадеме заслуженото признание, затоа што знаеме дека во ова турбулентно време, кога е период на премногу новини, премногу нели случувања во образованието, реформи, некако како да се подзаборавија наставниците. И токму тоа ни беше целта, да им дадеме едно заслужено внимание, со тоа да ги поттикнеме уште повеќе нели да си го дадат својот максимум во рамки на својата професија. Се надевам дека успеавме, затоа што, како што реков, од година во година интересот е се поголем. Оваа година, значи, во моја придружба е тука една од наградените, значи од Општинското основно училиште Никола Карев, почитуваната Сонја Даниловска, од детската градинка, Гоце Делчев е наставник, воспитувач, најдобар нели за претходната година, Сонја Крстева, од Општинското основно училиште Браќа Миладиновци Емил Спасовски и од Средното општинско училиште е Дончо Петков. Тоа се овогодишните. И јас им честитам на сите лауреати од оваа година. Да. А ние, вака сега, бидејќи ми го зеде за најето да ја представиш мојава гостинка, јас ќе го прескокнам, тоа се работи за Сонја Даниловска и вообичаено прашање е, иако е застарено, да како се чувствува некој како добитник на едно признание, ама јас тоа ќе го прескокнам и ќе овде вие донесовте дипломи, што предпоставам дека ќе помине времето од утринска програма, ако сите ги представиме, значи многу пати имате вако искуство. Искуството да те бираат колегите, веројатно е највредно. Па секако дека е највредно. Јас морам најпрво да се заблагодарам на господинот Раде, како организатори на општината што ни го организираа овој ден, бидејќи знаете колку беше убаво чувството да бидеш присутен на еден настан каде што се собрани на едно место и воспитувачи, и наставници, и професори, и учители, и сите заедно имавме вчера чест да ја почувствуваме силата на нашата професија, убавината на нашата професија. Јас бескрено им благодарам за тоа што се уште имаат сила да го организираат сето тоа и да ни дозволат едно такво убаво чувство, да бидеш заедно меѓу своите колеги и да го славиш својот светски ден, кој некако во последно време како да се заборава. А за тоа како се чувствувам како избран наставник, јас морам да кажам дека мене ми е прв пат. Така, очигледно е тоа овде. Веќе втор пат. Камерата може тоа да го... Веќе втор пат. Ќе те замолам да го регистрираме ова, бидејќи се работи за поголем број. Реков дека нема сите да ги представуваме. Сум избрана како најдобар наставник од моето училиште и многу ми се допаѓа тоа што еве сега јас малку бев скептична дали да аплицирам овој пат, бидејќи еднаш бев избрана. Меѓутоа, кога педагогот во нашето училиште ми ги подаде конкурсот и критериумите што беа испратени од општината, а кога веќе прашавте, јас ќе ви ги кажам критериумите кои беа, имаше како се планира наставата, како се држи час, соработка со родители, освоени сертификати. Имаше многу критериуми кои што навистина го опишуваат добриот наставник. И кога јас ги видов критериумите во рака, кога ги зедов, никако се видов во сите тие критериуми. Бев скептичен дали да аплицирам, дали не, бидејќи еднаш бев избрана. Меѓутоа,
си реков зашто да не, нели? Така. Целта на оваа иницијатива е да се бират наставници кои што покажале успех во минатата година. Зошто кога веќе имаш постигнато да не аплицираш? И така аплицирав и многу сум благодарна и на колективот и на директорката што сите едногласно ја прифатија мојата апликација и ме избра за најдобар наставник. Јас мислам дека имаме снимки и од вториот дел, ќе го прокоментираме овде од студиото и започнавте една интересна тема. Јас вчера прочитав за легендарната Луис Хамилтон, која ги напишала 15 правила како да се воспитуваат деца, а ниедно од правилата не е подолго од 5-6 збора. И нешто што запаметив, ќе го поставам како тема, па да разговараме подоста. А ова е самиот чин на доделување на наградите. Мене ми е то баш драго што за само 6 години веќе имаме, значи, повторпат еден наставник ја добива оваа награда. Токму и тоа ни беше целта. Значи, оној наставник кој што покажал изворедни резултати во претходната учебна година, па макар и бил и претходната година биран, повторно ќе биде се задржува и традицијата на наставниците кои сакаат да покажуваат најголеми резултати, но и манифестацијата која задржува и нивото, нели? Да. Не може да биде задржување ниво ако некој упорно е најдобар, а ние го игнорираме само заради тоа што добил награда. Тогаш се губи смислот на манифестацијата. Ова е вашиот поздравен говор, претпоставувам. Ние само колку да гледаме атмосферата. Ова е незиното обраќање од име на наградените учители. Сега, јас почнав, ќе си оди снимкава, моите гледачи ќе ги проследат присутните, некои од нив имаат шанса сега да се видат, а некои во репризата во 14 часот. Мене ми изгледа многу убаво вака, кога пензионирани учители доаѓаат со актуелните, со сегашните наставници, како сакаме да ги кажеме, и се чувствуваат како вие што велите дел од семејството. Големината на самиот позив, на самиот, не на името, него на општествената улога учител, даскал, наставник, оделенски наставник, професор, како сакате, е неодмилива во секој општество. Би само малку рековте дека во ова време на постојани реформи, мене ми личи како она што го пропагирал Ленин, револуција која тече и постојано се менува, мене така ми изгледа, но нека останам јас субјективен. Мислам дека реформите се прават за да покажат резултати, не реформи заради реформи, но они што го гледаат веројатно ќе имаат поголема одговорност. Учителот, ако вака да направиме една споредба. Ако детето 8 часа спие, 5 часа си е со родителите, едно 5 до 6 часа е со вас. Сега, како да се замене, што не ми смета туку, сметам дека е потребно да се разговара. Мислам дека со господин Телиевски еднаш разговаравме овде минатата година. Самото предавање на материјалот, науката, знаењето, описменувањето, се што е потребно, е една работа. Но мислам дека недостасува поголема самопрегоност кон она што се нарекува воспитување. Посебно за тоа што родителите се презафатени во потрага. Сега да ви кажам само една реченица од Луис Хамилтон. Вели вака, знаењето кај учениците е техничка работа, воспитувањето е духовна работа. Една реченица вели, не можам да се пофалам со тоа дека некој мој ученик многу знае ако е нестабилна личност. И така и се реченици, дури и пократки се, јас ги предам. Со вашето искуство, што мислите? Ги правиме ли сигурни децата во тоа? Па како не? Како личности да бидат сигурни? Јас работам веќе 18 години и кога веќе ги спомнавте тие први учители, нели, овде пензионери што беа, јас сум многу горда и среќна што меѓу нив еден од нив беше мојот татко. И некако, знаете како професијата наставник, јас и вчера кажав, тоа е начин на живот. Тоа не е обична професија. Тоа е многу ми драго што вака формулиравте. Тоа е начин на живот. Кај нас не смее да има ниту умор, ние мора да сме во чекор со времето. Нашата работа не е како другите професии, нели, ќе им заврши работното време
и ќе се отидат дома, она што им останало ќе го довршат утре. Кај нас не, ние кога одиме дома, работата ја носиме со нас. Ние и дома имаме врски, значи, ја мислам дека секој наставник, оно што вистински, знаете како, професијата наставник го води учителот, оно што вистински ја чувствува професијата, како ја што ја чувствувам. Мислам дека треба да го има оно учителски дух во себе. И тој дух мислам дека ќе го следи вистинскиот наставник се додека е жив. Без разлика дали е пензионер. Како начин на живот, како определба, многу убаво го кажете така. Бидејќи јас вчера кажав, иако се таму повеќе години веќе во пензија, тој жар се уште е во нив, наставничкиот, тој учителскиот, и доволна една ваква, како вчера, манифестација, да тоа сето се распланти во нив и тие почувствуваат гордо што, еве, некогаш биле наставници. Може во некое друго време, јас и вчера кажав, секое време е различно и секое време носи новини. Времиња имало и ќе има, но ова е нашето. И ние не смееме да се нема друго. Значи, ова е нашето време. Ние не можеме ниту да одиме во минатото, ниту пак да го прескокнеме па да одиме во иднината. Ова е нашето време. И ние ако се плашиме од предизвици, ако се плашиме од големи чекори, не смееме ние наставниците да дозволиме таков страв. Ние мораме да се соочиме. Општествената одговорност е веројатно и најголема. Најголема. Значи судијата може да погреши, да донесе погрешна пресуда, до Врховниот суд ќе биде прииначена, ама кај вас нема поправка, нема повторно трето деление. Да, јас вчера во говорот спомнав дека развојот на личноста започнува уште кај самите воспитувачки во градинката. Тие се тие што ги даваат тие некои први навики на детето. А потоа ние првите учители сме тие што првите им даваме некоја писменост, некоја знаење, трајно знаење, градиме некој мост на трансфер на знаење. Што мислите за ова што господин Хамилтон вели? Многу важно ми е да бидат самосвесни и сигурни во себе. Не ми е толку важно дали знаат се. Има време ќе научат. Што мислите за ова? Или мора да оди едно покрај друго? Па знаете како? Тој е англосаксонскиот начин на размислување и на воспитување. Да, јас мислам дека кога зборуваме веќе за најдобар наставник, сите сме ние добри наставници, сите сме најдобри наставници. Јас мислам дека па и во денешно време во какво работиме, сите сме вонсериски наставници, во какви услови и со кој начин работиме. Меѓутоа, најдобар наставник не е оној што само ќе си игра со учениците по цел ден. Јас мислам дека нашата работа е да не ја изоставиме играта, меѓутоа да не ја претвориме училницата и во игротека. Детето само да си игра. Колку влијанието на еве вака ние како новинари знаеме да зборуваме дека проблемот со новинарството не е толку во општеството колку во нас. Кај за судиите зборувам јас, барем во некој мој интервју сум зборувал дека дигнитетот на судиите ќе мора да се го изрази судиите, притисоци ќе има секојаш. Точно. Колку вие како цех, како заедница можете да влијаете на подобрување? Значи, очигледно дека може да се детектираат некои работи, дека некој не е за учител. Точно. Го нема духот во себе, го нема духовното во себе. Тоа не е вработување, тоа е општествена задача. Точно. Знаете како, тоа или го имаш или го немаш. Јас велам дека наставничкиот дух мора да го имаш во себе уште пред да се определиш за оваа професија. Мора да го чувствуваш во себе за да бидеш наставник. И тоа е факт дека не може да биде секој наставник. Не може да биде наставник оној што нема во себе емоции, што нема чувства, што не дава на децата љубов. А по друга страна, најдобар наставник е оној што ќе бара од децата, ќе бара да размислуваат, ќе бара размислуваат. Оно што Хамилтон вели да бидат мислички суштества сигурни во себе. Да размислуваат. Зашто денеска некако баш и преска разговаравме со Раде дека денеска е време на иновации, време на интернет. Јас интернетот го обожавам, многу го сакам, меѓутоа колку е добар, толку е и како и секоја работа. Точно. Има темна и светла некако страна. денеска учениците, па можам слободно да кажам и кај нас наставниците. Многу им е полесно, ќе го земам од интернет, ќе го спуштам и тоа е тоа. Посебно некритички земајки се содржини како Википедија и така натаму, кои не се научно поддржани. Наместо да ги користиме само како ресурс, па ние да се дополниме со тоа, нешто само да извлечеме, во последно време некако тотално само тоа се зема и едноставно не размислуваат. Така. Мораме овие од администрацијата да ги прашаме нешто друго. Постепеното државата ведува 100 реформи во кои што кабинетски или научно се донесуваат правила на процесот на образование и воспитување.
Вие од локалната самоуправа, ако треба учителите се изборат меѓу себе за положба, да не е новинарите, вие кои го водите непосредно вашите колеги и вашите деца, роднини, потребно ли да се изборат за вистинското место? Бидејќи микросостојбата е различна, Пробиштип и Корчини не е исто, иако правила треба да се исти. Но, за некоја специфика мора да се изборите. Секако се трудиме да, нели, ова е во тој специфика. дел. Се обидувате да ги обедините учителите минати сегашни во еден не кажам надпреварувачки начин, туку да покажат дека меѓу нив има некои кои се подобри. Па и солидарност, нели? Зошто да не се колеги? Не, знаете, баш со Сонја по пат, кога одевме наваму, баш тоа го разговаравме, значи во денешно време некако повеќе сме склони кон критиките, а некако многу слабо ги трошиме зборовите за некои пофалби. Токму тоа беше мотивот, значи да ги пофалиме оној кој што заслужил, јавно да го истакнеме, да го пофалиме и да ги мотивираме сите други дека доколку во текот на наредната учебна година се залага, постигнува резултати, има само иницијатива, дека и тој ќе биде дел од од наградените. Токму во тој дел воведовме како општина плюс дополнително стимул. Тоа јас мислам го разговаравме претходниот пат, меѓутоа не е на одмет да се спомене повторно. Доделуваме награди и на учениците, но и на менторите, значи според утврден правилник, усвоен од страна на Совет на општина Пробиштип, значи доделуваме парични награди на оние ментори чии што ученици се имаат вратено со освоено прво, второ или трето место од републички или од некој меѓународен натпревар, сметајќи дека на тој начин повеќе ќе ги стимулираме надвор од она нивно нели задолжително работно време во оние воннаставни активности и преку секциите повеќе да се ангажираат, нели, и да постигнуваат резултати. Мене ме радува што од година во година бројот и на ученици и на наставници се зголемува, значи се зголемуваат наградите, се зголемуваат успесите кај учениците и кај наставниците. Уште се големо и бројот на деца кои почнуваат прво оделение и ќе ни биде подобро. Па да ви кажам дека веќе има некој позитивен тренд. Знаете дека ние веќе немаме место во нашите капацитети што се во детските градинки, веќе се преполни. Што ни дава една надеж дека во догледно време веќе се зголемува и бројот на дечиња. Ние стално зборуваме како администрација, веќе кога ме прашавте, значи дека образованието не е некоја новина. Нели одскоро ја имаме надлежноста, меѓутоа не е тоа многу скоро. Тоа веќе 10 години го имаме токму во тоа. Па не е баш 10 години по законот за организација на општините од законот 76-та година. Организацијата на образованието беше под локална самоуправа, само што подоста се изгуби. Кај да се 3 чекори напред, 2 назад и така натаму. И сега повторно ја вратија, значи од 2005 година навамо, и токму во тој дел за да дадеме смерница, за да дадеме насока, не случајно ја имаме изготвено и стратегијата за образование. Инаку општините уште од давнишни време има локален министер за образование каде што се решаваат тие проблеми. Иако се загуби едно 10 години, но тоа е некоја друга тема. Кратко ЕПП, па режија се враќаме со моите гости. На прашањето кој оператор на широкопојасен интернет според ваше лично искуство нуди најдобар однос помеѓу цената и квалитетот, граѓаните на Република Македонија одговорија Телекабел. Одберете Телекабел, најдобра вредност за дадените пари. Best Buy, Аворот Македонија. Салон за мебел Дафина на Сидипром. Целиот асортиман со попуст од 10 до 30%. Салонот Дафина нуди најповолни услови за плаќање. На кредит само со лична карта, Виза, Маестро и Мастеркард.
и мебел по договор на 6 рат. Повелете и уверете се во она што го нудиме. Дафина Сидипром, улица Страшо Пинчур, кај зградата на социјалното. Шарени, весели роденденски забави. Насмивката нема цена кога ја гледаме кај саканите. Капче за помалите. Лавиринт, трамболина, хокеј, фудбалче, PlayStation. Диско соба. Највеселите забави во игротека Jump Jump. 070 377 677. ПСС Хоум Центар со ексклузивна понуда. Сите видови керамички плочки, блиндор врати и уметнички слики. Разновидниот и богат асортиман на ПСС Хоум Центар нуди се за вашиот дом. Бела техника и апарати за домаќинство, електрика, расветни уреди, туш кабини и санитарна галантерија, материјали за водовод и канализација, рачен и електричен алат, апарати за обработка на дрво и метал, бои и лакови, тапети и многу други елементи за осовременување на вашето домаќинство. ПСС Хоум Центар, ваш сигурен партнер. Спорт информатор на ТВ Ирис. Секој работен ден од 16:50, 19:50 и 22:50. Дебати, одговори, интервјуа. Секој работен ден во 17 часот и 30 минути. Во отворено на тема. Само на Ирис телевизија. Бурно и топло е овде кај мене во студиото, не само од температурата која се зголемува, но и од разговорот. Пријатно е да се разговара со луѓе кои имаат свој став, а затоа се наградени, нели? Сонје, вака едно прашање. Вчера имавме во една наша дебатна емисија став на една ваша колешка која вели вака: реформите се нужни кога се дојде до сознание дека нешто не функционира, резултатите се слаби и врз основа на тоа треба да направиме нови односи. Меѓутоа не може да не се прашат луѓето кои се непосредно во процесот на образование. Ако вели вака, кога сум прашана јас, моите колешки, да кажем учителите од Штип, од Проби Штип, коне се, а се донесуваат реформи, правила и така натаму. Вам ви е се потешко да бидете и администратори и педагози. Точно. И јас истото мислење го делам како колешката што била пред мене. Кога се донесуваат реформи во образованието, мора да се праша некој од нас, затоа што јас вчера кажа, многу е лесно да се стави на хартија. Да седни, да се тоа стави на хартија и да се напише. Меѓутоа, да се имплементира, да се реализира е многу потешко. Хартијата може да трпи се, можеш да напишеш се и се што, меѓутоа Може да препишеш од било која и да препишеш, точно. Меѓутоа треба да се прашаме ние сме тие директно што го реализираме тоа. Тешкотиите ние ги најмногу трпиме. Со сите тие новини, не велам дека сите се лоши. Има и многу убави работи кои што се случуваат сега. Меѓутоа, како што рековте, таа администрација, има многу непотребна администрација, која што не оттуги од учениците, не зема од нив и станавме веќе наставници, администратори наместо наставници со учениците. Ние сме толку многу преоптеретени. Еве, например, мене сега баш вчера кажаа дека се оди сега да се укине книжниот дневник, хартиениот, да остане само електронскиот. Мене некако тоа многу ми засмета. Зошто? Затоа што јас кога се вработив, прво работев во село, цели 7 години работев во едно село близу до Проби Штип, се вика Стрмош. Дали верувате дека јас кога влегов во училишната зграда, јас поминав сигурно 2 недели уживајки, таму има една архива од дневници, нели? Сите луѓе таму што учеле, сите учители, јас 2 недели ги листав и уживав да ги разгледувам кој се бил наставник тука, што запишал, како запишал. Верувате, тоа е една ризница, богатство. Како сега наставник без дневник? Мене тоа некако не ми оди едно со друго, нека стои електронскиот, меѓутоа зошто да го немаме овој дневник? Сериозните држави ги задржуваат работи кои го поминали испитот на времето, а ги надополнуваат. Кај нас се прават резови, но веројатно и овде има една символика на дневникот која
ги носи генерациите, другите генерации ќе си имат некоја друга символика. Мене ме интересира една друга работа. Денешното потрошувачко општество, кое бара вложување на секој од нас за да може да обстанеме и да трошиме, многу повеќе него што е нормално и од 19-тиот и од 20-тиот век, ги остава децата во положба да бидете вие тие што им ги всадуваат основните морални норми. Сега вака, наставник сте, не? Да, оделен. Јас имам еден мој личен однос и многу пати сум го поставил. Зошто нашиве сограѓани 15, 16, 17, 20 години студенти на постарите не им се обраќаат со ви? Кој ги учи дека во светот може да се обраќаш на ти, на било кој да е постар од себе? Не е тоа турско воспитување како што вело тебе. Не е можно на англиски да му кажеш на ти, на германски, на француски ни случајно на постар од тебе. Да, знаете како? Зошто е тоа така? Ние наставниците, кога доаѓаме првиот допир со учениците, тие веќе мора да дојдат со некое домашно воспитување. Јас мислам дека првото воспитување на секое дете е дома во семејството. Да не бидам погрешно сватена, меѓутоа страшно ми смета кога ќе видат некое дете на улица. Ви се обраќате децата учителки ти? Да, моите ученици, значи кога веќе детето ќе дојде на училиште. Значи веќе е спремно за училиште, тоа мора да има и некои домашни воспитанија. Мора од дома да има некои вредности вградени уште од самиот почеток на детето. Сега кога ќе дојде кај нас, ние мораме да бидеме пример. А и родителите биле нечии ученици. Точно. Ние мораме да бидеме пример пред тој ученик. Ако јас кога ќе влезам не ги поздравам со добро утро ученици, како тие мене ќе ми вратат. Значи мора ние тие вредности да ги негуваме и да ги всадиме уште повеќе во душата на учениците. Мора да бидеме ние тие што ќе бидеме пример пред нив за тие морални, тие етички вредности. Тие се најважни. Так. Во германскиот процес на образование 3 точки остануваат секогаш основни откако е Германија современа држава. Тоа е трудолюбивоста, одговорноста и заедништвото. И затоа германските деца се повредни од другите, германските деца умеат да работат во тим и германските деца имаат многу поголема одговорност. А започнуваат отприлика, а ние ги препишуваме програмите, нели? И од нив и од Англија. Како на деца да им садиме барем една од овие вредностни категории која им е нужна во животот? Па јас не би се согласила тука. Или нужна во животот е она што најчесто ги учиме да се критикуваме како родители, снајди се. А за тоа нема на македонски јазик објаснување. Знаете како јас не милувам многу да се споредувам со други земји како е таму, како е кај нас, затоа што ние си знаеме како е нашето општество и каква е нашата држава. Таму се некои сосема Се согласувам. Поинаков начин на работа, поинакви услови пред се и на живење. И не може да се споредуваме ние менталитетот, таму е сосем различен, значи ние сме различна држава. Меѓутоа не би рекла дека и кај нас има се уште има луѓе кои што поседуваат вистински човечки вредности. Знаете како велат, се уште има мал број, може се мал број, но кога ќе го сретнеш тој човек што е вистински човек, веднаш го препознава другиот, дека и тој е со вистински вредности. Тоа едноставно се препознава кај човекот. Уште при самиот прв контакт со еден човек, било да е сега јас со вас или со вас, зашто реков, овде во вашата студија јас прв пат влегувам, меѓутоа вашето гостопримство ми даде за право да кажам дека сте вистински луѓе, вистински професионалци. Благодарам. Значи, тоа се познава кај човекот уште со првиот контакт. Дали ги има тие вистински човечки вредности? Ја мислам дека кога иде наставник ќе ги има тие вредности, тој многу лесно ќе ги пренесе на своите ученици. Како што велат физичарите, ако нема потенцијална енергија, нема кинетичка. Значи, ако еден наставник ги последува сите тие вредности, тој со задоволство ќе ги пренесе на учениците. И учениците се тие што ќе учат од него. Тој ќе биде примерот за нив. Така. Јас се благодарам што повеќе од половина час овде зборувавме во една пријатна атмосфера за она што е многу важно и она што вчера се случуваше и нема причина да не се случува не секоја година, него многу почесто да се актуализира она што е најважно во една држава. Машини може да се купат, ама луѓе многу потешко. И администрацијата да си ја работи со задоволство својата работа на задоволство на сите нас во општеството. Уште еднаш ви може да даде се,
Меѓутоа не може да дава емоции, не може да дава љубов. Нешто, како велат, некој во колцото треба да дувне. Така е. Благодарам за учеството. Поштовани гледачи, овде сме на крајот од утринската програма и секогаш се обидувам да извлечам еден заклучок. И вчера и денес постојано се жалиме на нефлексибилна држава, гломазна и така натаму во секој по сегмент од општеството. А јас ќе ви кажам една реченица на Метерних, човек кој е водел Австрија се од Наполеоновите војни едно 30 години. Ведел вака: во мојот кабинет во Австрија, колку и да вработам луѓе кои ќе бидат чиновници, секогаш една третина ќе ми недостасува. Колку и да имате во државата вработени чиновници, секогаш ќе ви недостасува една третина, затоа што тие што се таму произведуваат задача за другите и тоа нема крај. Така рекол Метерних, јас само пренесам. Довидување до утре во 8 часот.